Уставниот суд на денешната седница поведе постапка за оценка на уставноста на членот 163 став 3 од Законот за банки, според кој побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по однос на исплата на осигурителни депозити се исплаќаат пред побарувањата на останатите доверители. Судот изрази сомнеж за уставноста на оспорената законска одредба. Иницијативата до Уставниот суд е поднесена од Сдруженијето на оштетени физички и правни лица од Евростандард банка Правда за штедачи. Сдруженијето преку соопштение им честиташе на уставните судии за, како што велат, историски праведна одлука. Оздруженијето вела дека сите штедачи треба да бидат третирано еднакви, и тие со штеден влог до 30.000 евра и тие што имале на 30.000 евра, но и фирмите кои во домашните закони не се заштитени со минималната сума при пропаѓање на банката. Согласно актуелното законско решение, фондот ги обештетува осигурителните депозити до 30.000 евра. Оние на тој износ, како во случајот и со Евростандард банка, се пријавуваат како побарување од стечајната маса. Спорниот член од законот налага од стечајната маса побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по основ на исплата на осигурителни депозити да се исплаќаат пред побарувањата на останатите доверители. Токму на ова одредба реагираат и штедачите и бараат да се измени, односно Фондот да нема предимство. Од Министерството за финансии посочуваат дека Фондот за осигурување депозити ја одржи довербата на граѓаните во домашниот финансиски систем, бидејќи депозитите на домаќинствата представуваат сигурен и најевтин начин за финансирање на домашната економија. Инаку Фондот е државна сопственост кој гарантира покривање на одредено осигурено ниво на наплата на депозити и физички лица во банките на територијата на Македонија и неговата финансиска одржливост е неопходна за целокупниот банкарски сектор во државата. Уставните судии пред неполни 2 месеци одлучија да не поведат постапка по иницијативата поднесена за истата одредба од Законот за банки. Инаку дозволата за работа на Евростандард банка и беше одземена во август минатата година.